Океј, дечки, како да имаме подобри релација? Ајде да видиме. Релација, како таква, се заснова секако на комуникација, но каков тип на комуникација треба да имаме во една релација. Зборував за огинот на љубовта пред некој ден на еден лайв, дека го имаме тој огин на љубовта и тој огин на љубовта е секогаш таму кога имаме нов почеток на врската. Која врска на почетокот не е како што треба? Секоја врска на почетокот е со убавината, со медот, со колачињата, со трилечињата и така натаму. Секогаш имаме некоја убавина затоа што имаме само по себе емоција на љубов, но проблемот е дека таа емоција на љубов треба да се одржи од многу други техники, многу други способности кои што човекот треба да ги има пропратно за тој огин на љубовта да не биде наврнат од невремето на животот, затоа што животот има бура, има олуи, има урагани, има разноразни ситуации каде што има врнење. Тој огин на љубовта, ако не е заштитен со настрешницата за грижата еден за друг, тогаш невремето ќе го изгасе огинот на љубовта. И таа љубов може да биде помеѓу двајца другари, може да биде љубов помеѓу колеги, таа љубов може да биде љубов помеѓу дечко и девојка, љубов помеѓу брак, помеѓу сопруг и сопруга. Видите, тој огин на љубовта ќе гори се доека невремето на животот не го изгаси. Но како да се бориме против невремето на животот? Прво да ви кажеме на работа. Прво мораме да знаеме многу за нас, мораме да знаеме многу за животот, мораме да знаеме многу за умот, мораме да знаеме многу за духот. Зборував во една претходна емисија дека секој човек кога има трауми во сопствениот живот, тие трауми го себе саботираат. Гледате, имате трауми. Секој човек во текот на животот ќе добие траума, ќе добие болка. И таа болка што прави? Таа болка која што човекот ја снима во тој реактивен ум, да се враќам се на темата дианетика, реактивниот ум содржи два типа на болка, на физичка болка и на психичка болка. Под психичка болка подразбираме, односно така дефинира филозофот Хабард, момент на акутна загуба. Како во кочани што се случи, или дедо баба не дај Боже ќе умре, куче ќе умре, ќе избркат од работа, дечкото ќе раскина девојката на дечкото, како и да е, ќе се разведат. Загуба е, девојчето ќе види како тато и мама се разведуваат и така натаму. Гледате се, тие трауми во форма на болки кои што се снимени во тој реактивен ум, после тоа го менуваат квалитетот на нашата душа. Сега, душата во оваа состојба, кои што ги гледат овие убави, жолти, позитивни емоции, кои што се многу добри, таа е разум, таа го има решението за животот или барем го има потенцијалното решение за животот, поради тоа што трга со позитивна енергија, трга со позитивна емоција, трга со убавина кон се останато, вклучувајќи ги и релациите. Но она што се случува кога животот носи трауми и болка, тогаш квалитетот на вашата душа почнува да се менува. Наједноставен пример, моите татко и мајка не беа исти на 60 години и на 40 години. Не беа исти на 50 години и на 30 години. Кога беа бољи? Според мене, кога беа помлади. Зошто? Поради тоа што невремето на животот донело до даден тип на трауми, болки и така натаму, поголеми, помали, и оно што се сменува квалитетот на душата се намалува и фактички душата почнува да оди надоле по оваа скала на емоции, каде што емоцијата, односно квалитетот на душата, веќе не е ист квалитет на душа како пред даден тип на некоја траума. Наједноставен пример да ви дадам. Имате дечко и девојка кои што си седат на коњопо и некој кафич, си прават убав муавет, имаат убава релација, имаат убава енергија, комуникацијата тече како што треба, се сакаат, одлично. Му доаѓа на него некоја другарка, на коњопо го зазборува, место да одма ја запознае таа со девојка му и да ја пушти девојката у комуникацијата, он несвесно си прави муавет со неговата другарка, која што сака да ја покаже доминација на неговата девојка, дека гледа, ја му го зимам вниманието на дечко ти, а и таа несвесна, како и да е, не е важно, и дечко несвесен, и сега девојчево, кој што му е девојката запоставена. Што се случува со незината енергија? Оди наголе. Тоа е петок. Они у сабота треба да се усолу. Абе она саботата
Абе, на нос ке му извади на дечкову солу. Нешто нема да е по кејв, па ке е кенкава, па ке е ќути, па ке е ваква, па ке е онаква. Вуп! Квалитетот на енергијата на низината душа е намален. Гледате, не е истата енергија како што имало петокот, но што е проблемот? Проблемот не е стаботата, проблемот е петокот. Затоа што како да гледате во една релација кога релацијата се влошува, гледате каде емоцијата е смената. Во моментот кога емоцијата е смената, после тоа ќе се деси проблем. И ќе се деси проблем ден, два, три после тоа. Зашто? Затоа што нема комуникација. Или затоа што квалитетот на комуникацијата ќе се смени. Затоа што ако падне на љутина, ќе почне да го критикува, да го навредува, може е падната на тога, може е падната на жртва, може би е огорчена. Знаете, некој кога ви е огорчен, ти каже дека ти е љут, ама не ти збори, нема комуникација, ќе му го уништи денот саботата, но он се е крив затоа што у петокот не постапил како треба во однос на неа. Не е ни важно. Она што е важно да го кажам, кога квалитетот на енергијата ваша ќе се смени, тогаш околината не функционира како што треба. Друг едноставен пример. Сте виделе ли кога ќе се изнервирате? Нервозен доаѓаш дома. Нешто ти е. Влагаш дома, палиш светло, пуп, прегорува се лицава. Ке се скараат мажов и женава, казанчето ќе се расипе, бойлерот ќе се расипе. Скаран он сам со себе може, влага у кола, колава не работи на мајстор. Гледайте, кога има човекот негативна енергија, таа негативна енергија рефлектира во околината негативност. И ако може нашата негативна енергија да уништи материјални работи, дефинитивно може да уништи и релации. Сега, тоа е тоа што сакам да го кажам. Кога човекот насобрал болка и траума во неговиот живот, таа болка и траума ќе направи саботирање на животот на човекот кој што има болката и траумата, не само на неговиот живот, ќе направи саботирање на животот и на релациите кои што човекот ги има околу него. Знаете, околу тој човек, кога има релации, кога има неисчистени трауми, болки, акумулирани, насобрани, тој човек поради тоа што не е испроцесирал таа болка, не е отправил болката у попозитивна енергија, а тоа е тоа што го прави фактички таа книга Дианетика, и затоа ја сакам толку многу и затоа ви ја промовирам толку многу, поради тоа што во самата книга има техника како болката да ја претвориш во попозитивна енергија. Кога имаш попозитивна енергија, имаш попозитивен став, имаш попозитивна мисла и околу тебе работите функционираат многу подобро. Сега, целата идеја е дека таа не исхендлана болка, не исхендлана траума, не исхендлани проблематични моменти во минатото ќе создадат проблеми на тој човек, на него лично самиот, може на работа, може да нема веќе амбиции, може да ја саботира девојката на редната врска. Замислете, имате некоја девојка, имала некој дечко кој што може би бил токсичен за неа. Она била супер лик, ама дечково токсичен се појавува на незиниот живот, он и остава трауми, мемории, слики, шаблони, и сега она у наредната врска, со добриот дечко, она го прави на дечково истото што го правил претходниот партнер или дечко на неа. Затоа што, гледате, сега ја успел тој претходниот токсичниот дечко болка, она не работела на себе. Сега замислете, она да останала во истата состојба на таа душа, пред да го запознае токсичниот дечко. И ако се запознала со овој другиот што го запознала после него, они кога ќе се спојат во таа недопрена енергија на душата, они може да имаат многу убава релација. Но може би он имал токсична врска, па станал он токсичен, она имала токсична врска, па станала она токсична. И она што се случува кога ќе се спојат двајцата со такви токсични моменти во нивниот живот, многу е тешко огинот на љубовта да остане заштитен со настрешницата која што се вика почит, емоционална зрелост и како и да ги речеме сите тие вештини кои што се потребни за тој оген на љубовта да гори. Сега, многу често луѓето емоционално ќе влезат во дадена релација. Сте виделе на почетокот све емоција, луѓе ќе ви кажеме на работа. Релациите исто така се одржуваат и со одлука, и со посветеност, и со карактерна особина дека сакаш нештото да функционира. Денеска се е брзо, се е инстант, нешто не чини човеков се откажува, нешто не чини. Порано ние поправавме работи, татко ми, мајка ми поправаа работи. Ме разбирате, поправаа работи во смисол на тоа да го има и да трае. Сега све има и ништо не мора да трае. Сега ќе видите дека имате луѓе кои што, да, едноставно он не се бори за релацијата, девојката не се бори за релацијата, дечкото не се бори за релацијата. Имаат многу опции или пак можеби немаат вештини
да го одржат, и не зборам пак само за љубовна релација, да ја одржат таа релација да трае. Затоа што еден од начините човекот да одржи релацијата да трае, да рече чеки кај ја утнав работава. Кај ја сгрешив, не ми зборивш, да не направив нешто што не треба. Дај да видам каде грешам, објасни ми. Кажи ми за да можам да се коригирам, затоа што човек кој што е посветен некоја релација да трае, он ќе сака да се коригира себе си, ќе сака да дознае вистина, ќе сака да се труди да направи некоја релација да трае. Мора и другата страна да ги има истите тие квалитети. И другата страна мора да работи на себе. Може би имате некој човек кој што уопште не работи на себе. Сега, целата идеја е дека ако ги имам овие пропратни вештини, а тоа се за мене одговорност, а одговорноста доаѓа од свесноста, желба нештото да функционира, желба човекот да се бори за некоја релација или било што. И цел човекот да постигне мора да се бори за таа цел. Ама како денеска луѓето да не се борат веќе. Ќе удри една препрека, ќе удриш една препрека, ќе удриш трета препрека, како се откажува. Сега, мораме се бориме за нештото, поради тоа што и тоа е квалитет, и тоа е истрајност. Не функционира, ајде, остај, дај им огинов, ќе го изгасиме ние сами. Чекај бе, заштити го огинот од олујата наречена живот, дај направи некоја настрешница. Ама можеби не знаеме да направиме настрешници, можеби не знаеме како да ги направиме сите тие прегради за да можеме да го заштитиме огинот на љубовта да трае. Денеска сакам да ви кажам две работи со кои што ќе го заштитите вашиот огин на љубовта. И двете работи потекнуваат од филозофот Хабард и ќе ви ја прочитам првата работа која што знам дека ќе направи огинот на љубовта да трае. Сега, ви текнав сум зборил од него, зборувам за биди, прави, име. Гледате, биди, прави, име. Да бидеш, да правиш и да имаш. Сега човекот кога бива, кога прави и кога има, гледате, што значи да бидеш, да сум? Јас за да имам задоволни клиенти, мора да сум предавач. Тоа е мој идентитет. Гледате, јас сум сега влезен во некој идентитет кој што е идентитет на мотивацијски говорник, на лайф коуч, на тренер за личен развој и пренесувам знаење. Замислете се да сум срамежлив, па да не може да зборам, па да ми е срам, па туц-муц. Креше што мотивацијски говорник беше овој, ама ја во моето биди, во мојот идентитет, ги имам тие карактеристики кои што се соодветни на мотивацијски говорник. Гледате, замислете имате некоја жена која што има идентитет на шеф на работното место, шефица е, раководител. И она си го има тој идентитет, добро и оди, ама доаѓа дома и так, почнува да му шефуе на мажов по дома. Мажов е гледа, вика, ти на работа си или дома си? Да излези од тој идентитет на работа, тука не ќе така да ми се понаша, сакам убава комуникација да имам. Гледате, човек мора да свати дека имаме различни идентитети во текот на денот. Ми имаме идентитет на брат, имаме идентитет на сопруг, имаме идентитет на татко, имаме идентитет на пријател, имаме идентитет на менаџер. Тоа се све различни идентитети. Не можеш ти со еден идентитет во животот све да правиш. Поради тоа што треба се прилагодиш на ситуацијата и на самата сфера на животот во која што си секојдневно вклучен. Ова се потекнува од еден термин кој што го имаат американците, а они велат која е твојата капа. Под капа се подразбира улога и функција на твоето работно место. Тоа потекнува од железницата. Некаде во 18-тиот век, мислам, или почетокот на 19-тиот век, кога железницата во Америка многу била доминантна како превозно средство, економска ставка и така натаму, гледате, сите луѓе кои што работеле во железницата имале различна капа. Тој што бил кондукторот имал еден тип на капа. Тој што бил машиновозачот имал друг тип на капа. Тој што правил друго у возот имал друг тип на капа и според капата ги препознавале кои им се работните места. И тоа останато во традицијата на американското делување или, ајде да кажеме, на работното место особено, има еден термин, what is your hat? Hat значи капа, но фактички значи кој е твоето работно место, или кој е твојата работна позиција, или кој е твојата улога и функција. Сега, една жена има капа на мајка, има капа на сопруга, има капа на, можеби раководител, менаџер на работното место, има капа на ќерка, според мајки, има капа на сестра. Гледате, ние имаме различни капи во текот на денот. Со други зборови, имаме различен идентитет. Тоа е тоа што го зборам биди прави име. Затоа што не објаснам што е тоа биди. Вика,
битисување, или кај нас би се нарекло биди или битисување, тоа е мислам дека изразот, или суштествување, е дефинирано како превземање, одбирање на категорија на идентитет. Би можело да се каже дека тоа е улогата во една игра. Ајде кажеме во фудбал. Еден идентитет има напаѓачот, друг идентитет има одбранбениот играч. Така, различен идентитет е. Така, различен идентитет е на таткото, различен идентитет е на мајката. Мажот има идентитет на маж, жената има идентитет на жена. Многу често се ги менуваат, жена има идентитет на маж, мажот фатил идентитет на жена и тука е проблем. Сега, вика, суштествувањето или битисувањето или е одбрано од самиот тој, или му е дадено, или е здобиено. Јас сум одбрал да бидам мотивацијски говорник, ама и сум го здобил тој идентитет преку едукација, преку обуки, преку држење на мотивацијски предавања, сум го стекнал мојот идентитет, кој што на почетокот сум го одбрал. Сега, нели, кога сме играле, например, камај, или сме играле некои игри, ти ќе речат, слушај, ти си тој, окей, ти добиваш идентитет и сега играш тоа што ќе ти го дадат како идентитет. Така? Сега, која ми е поентата? Вели вака, способноста да се превземе или да се даде битисување или суштествување е веројатно највисоката од човечките доблести. Вика, дури е поважно да се биде способен другите луѓе да имаат идентитет свој, односно битисување или суштествување, отколку да се биде способен самиот да си го земеш. Гледате колку интересна работа. Да му дозволам на другиот човек да има идентитет или битисување или суштествување е поголема способност или е поважно отколку да си го земам ја сопствениот идентитет. Сега ќе ви објаснам зошто. Зашто човек кој што не се бори за сопствен идентитет, он многу лесно им дава идентитети на другите луѓе, зашто се сака себе си и ги сака другите. Човек што не се сака себе си, он не може да ти го одобри твоето постоење, да ти го одобри твоето суштествување. Сум зборил за татко и мајка ми, прекрасни луѓе, ама татко ми не сакаше да ми го одобри идентитетот на мотивацијски говорник. Он го сакаше мојот идентитет како лекар. Ама не го сакаше мојот идентитет на мотивацијски говорник. Ама јас се изборив за тој идентитет. Ме разбирате? Не ми го даде. Океј, не мора некој да ви го даде. Проблемот е дал вие ќе направите компромис со некој идентитет кој што сакате вие да бидете. И сега, сите работејќи на себе, правиме идентитет кој што е подобар за нас. И колку повеќе идентитет сме, и колку повеќе постигнување имаме, и колку повеќе растеме, и колку повеќе сме свесни, толку повеќе си го одобруваме идентитетот наш, сме задоволни со сами себе и сме среќни со сами себе, за да можеме да им го дозволиме идентитетот на луѓето околу нас. Затоа што тоа е најголемата доблест. Сега, замислете, мажот не е го добро идентитетот на супругата по дома. Ти мори не знаеш да готвиш, тева не знаеш ни еднаш кокошка, сега правиш кокошката сорис како мајка ти што сака, еднаш да ја направеше како ја, он не дека он сака, мајка му така ја правила. Еднаш, а она па не ќе да даде идентитет на свекрвата. Видите, она е тешко да го одобри идентитетот, па свекрва добро готви. Како да не она добро готви? Како да не готви? Текви варени, лесно ја на неа, што има по дома она да прави? Абе одобри го идентитетот на свекрвата. Свекрва, кај ќе го одобри идентитетот на снајава? Све нешто комплицира снајава, све нешто не е добро. Свекрва не го добро идентитетот на снајава, не го добро идентитетот на свекрвата. Мажот не го добро идентитетот на женава, женава не го добрува идентитетот на мажот. Но што значи да го одобриме идентитетот? Што значи да го овозможиме идентитетот? Што значи да го дозволиме тој идентитет суштествување, битисување? Идеме на наредно. Зборува за основи на успешни релации. Ова е еден курс, се вика како да ги подобрите односи со другите луѓе. Изборува за добри манири. И вели што се добри манири? И кажува, вика, низ сите раси, лошите манири се гледа со прекор на нив и оние со лоши манири се отфрлени. Сега, добрите манири, вика, се сумираат под А,
да им се одобри, пак е одобрување на важноста на другите луѓе. Гледате, за важноста на другиот човек, да му одобриш важноста на другиот човек, нели е одобрување на суштествување или битисување? Значи, под број А, добри манири се одобрување на важноста на другиот човек. Како, ако некој човек не е важен? Гледате на почетокот на врските зашто функционираат релациите, зашто го одобруваме битисувањето, суштествувањето на другиот човек. Леле, она го гледа него како крал, он ја гледа како кралица. Супер! Тоа е одобрување на битисувањето на другиот човек. Ама што се случува после? Она го добила него, он ја добил неа, он и ставил прстен, она добила прстен и сега на неа и смета како мјацка, како дише, како спие, све и смета. На него све му смета на неа. Видите, нема веќе порив да го одобри битисувањето, суштествувањето. Она нема порив да му го одобри битисувањето на него. И тоа е првиот проблем во релациите, затоа што кога него ќе стане твој и кога ќе го добиеш, првите 6-7 месеци не е твој, уште тука се крчка целата релација, уште ти се трудиш да ја освоиш. И се додека се трудиш да ја освоиш, ти ја гледаш неа на високо ниво, фактички го одобруваш битисувањето, суштествувањето, она се уште те гледа на високо ниво. Ама кога ќе те фати по друга, кога си неизин, или она кога е твоја, крај. Не го одобруваш повеќе битисувањето. Значи, ајде уште еднаш да видиме што би значило да се одобри битисување, суштествување и така натаму. Сега, гледайте, кажува пример за што е суштествување. Вика, еден пример за суштествување или битисување е човековото име. Замисли, на некој му рече многу убаво име имаш. Па тоа не ли е одобрување на неговото битисување? Да. Замисли некој човек ти кажува дека се вика така и така, викаш леле што глупо име. Кој ти го дава името? Па ти не му го одобруваш битисувањето, идентитетот му го негираш. Второ вика, друг пример би била професијата. Примеров со татко ми. Абе, глупости, тоа што е тоа мотивацијски, што е тоа, бе? Абе, земи, фати ти, доктори, Хитлер ги спасувал доктори, и Хитлер ги штител доктори, викам, тато, доста со тој Хитлер. Ама гледаш, он го сака тоа битисување мое, сакаш да каже безбеден ќе бидеш дури за време на Втора светска војна и Хитлер ги заштитувал докторите, демек заштитен си ти. Јас знам зашто татко ми сакаше, јас сум доктор, тој идентитет го сакаше за да бидам безбеден. Ќе ви кажам една работа. Колку повеќе сте безбедни во играта на животот, толку повеќе идентитетот ви го снемува уствари. Зашто ти го градиш идентитетот излагајќи надвор од комфорт зоната. Тоа е твоја работа. Океј? Но вика, друг пример е професија. Замисли некој ти каже дека работи професија, тој и тој каже ај глупости. Абе ти што не направиш нешто да смениш тоа професијата глупа, па му го уништуваш битисувањето. Друг пример би биле физичките карактеристики. Види веќе што се направил, се здебелил. Доста јадеш, ама по цел ден јадеш, само буташ. Прекини да јадеш, ајде стај се малку на диета, ајде малку на диета. Што е со види како изгледаш. Вика, друг пример би биле физички карактеристики. Ова што го кажав е негирање на човечкиот идентитет, на битисувањето. И вика, сите од нив, секоја една или сите би се нарекли идентитет. Сега, замислете имате мајка која што не го одобри идентитетот на ќерката, демори ништо не знаеш. Не те бива за ништо, фати нешто, научи, ке се мажиш. Никој нема да те земе ваква. Што толку јадеш? Ај прекини со тоа храната. Доста јадеш, прекини кога ти е најсладко. Доста, гледај како си направила. На што личиш? Фармери ќе ве те збира. Тоа е негирање на идентитетот. Ја не викам дека некој човек не треба се коригира. Но и тука ја има вредноста она што го зборевме 3 валидизации и 1 критика. Затоа што ти кога му даваш на човекот валидизации, вреднување, и за ова си супер. Абе ти, знаеш, мајка ти рече, бе, толку си ќерка убава, што и плюс, и од ова, и 5 кила плюс да ставиш, пак ќе видиш најубавата девојка која што сум ја видела. Зашто ќерко стварно си убава. И многу си способна, и многу си дисциплинирана, и те бива за се. Она што е интересно е дека уште поише ќе се сакаш ти себе си, ако ослабеш малку, и тоа е убаво и за твоето здравје, и за физичко, и за психичко, ама ако не ќеш и ако си се сакаш ваква,
Ние секако те прифаќаме зашто ти си ми најубава. Ама знам дека ти ќе се чувстваш уште поубаво ако работиш на својот изглед, ама секако си најубава керко. Абе да ти е кејф да иде оваа на диета, да е кејф. Ама ако она цело време ја критикува за храна, да ослабе, се здебелела, абе мајкава ќе умре, она уште одинат и јаде на мајката, а одинат јаде, бута одинат. Мајки 5 години мртва, она јаде. Уште треба да ја докаже дека не мора да ослабе. Затоа што гледате, не го одобрила мајката идентитетот. Се многу е важно да ги даваме тие валидизации, тие пофалби, тие убави зборови пред да ставиме некоја критика. Иначе човекот идентитетот му го рушиме. Ме разбирате, самиот човек ќе си го сруши идентитетот. Значи, многу е важно да му дадеме важност на некој човек на тој начин што ќе му го одобриме неговиот идентитет. Видите, дури овдека во самиот курс има преубава слика како мажот ја црта сопругата во најубаво издание. Видите, ја црта, вум, ја возвишува. Еве и го одобрувањето на неговото битисување. Замислите некој маж ве наслика, или ви напише песна, или ви даде ружа, или ве едноставно ти уплати некаде кај што сакаш да идеш, затоа што те мисли. Гледате, затоа е убаво кога во релациите, знаете, мажот и жената ќе се речат те мислам злато. Те мислам. Самото тоа што се викаат те мислам во текот на денот, или ќе си пратат срцка, или ќе си пратат бацка, е одобрување на идентитетот на другиот човек. Со самото тоа што, замислите, вие имате изложба и вашата сопруга не дојде на изложба. Или ви имате изложба и вашиот сопруг е презафатен да дојде на изложбата. Негирање на идентитетот е. Дури, замислете, мајката нејзин има роден ден, слави 80-ти роден ден, но не се појави. Го негира идентитетот и на жената, го негира идентитетот и на мајка и на бабата. Сега гледате, затоа и одобрување на суштествувањето и постоењето на тимовите наши. Што зборе во еден лайф. Она ако си ја критикува мајката може. Ти мајки не смееш да ја критикуваш, затоа што ќе се наљути. Она ако го критикува таткото може, ама ти не смееш да го критикуваш нејзиниот татко зашто ќе се наљути. Она може да го критикува брат и да се кара со неј да каже вако, ти не. Затоа што и она која збори за твоите, ти го негира индиректно суштествувањето и битисувањето, зашто ти си креација на твоите. И затоа е многу важно да се истакне, односно да се дозволи, да се најде начин како ќе го одобриш идентитетот на другиот човек. Зошто? Затоа што правиш простор, он се чувствува убаво. И само човек кој што има голем простор може да се коригира кога греши. Ти ако го критикуваш, ти он го правиш дефанзивен, он си го намалува просторот и оното е намален простор едино што може да има е инат. Да остане како што е. Затоа што никогаш нема да ги ревидира сопствените грешки, ако цело време е критикуван, цело време е негиран, цело време му се наоѓа мана. Така, затоа што едно од начините како да го држиме огинот на љубовта е да одобриме битисување и суштествување на другиот човек. Ајде да се вратиме на добрите манири. Вели, добрите манири се сумираат под А, одобрување на важност на другите луѓе, и под Б, да се користи двонасочна комуникација. Што значи двонасочна комуникација? Ја кога зборам другиот да ме слуша, сега кога е негов ред да збори, ја него да го слушам. Замислете, имаш ситуација каде што ти збориш, што те слуша, и он сака да каже нешто, ти кажеш, чао, ја треба да. Па тоа е некултура, затоа што не се дослушуваме, и тоа е проблем исто така во релациите. Недослушување, имаме две уши, една уста, затоа што е многу поважно да слушаме другиот што има да каже. Со самото тоа што ти не слушаш што другиот има да каже, го инвалидизираш неговиот идентитет. Тоа е инвалидизација. Убава дефиниција за инвалидација, исто од философот Хабард вика, е non-attention, не давање на внимание. Сега он ти збори, ти не му даваш внимание, го негираш неговиот идентитет, му ја негираш важноста и него запазуваш двонасочниот комуникацијски циклус. Циклус е нешто што има почеток и крај. Комуникацијски циклус го вика он затоа што ти почнуваш и завршуваш со комуникација. Тоа е еден циклус кој што има почеток и крај. Нели како пролет, лето, есен, зима, бум, има еден крај.
И исто така имаш друг комуникацијски циклус. Гледате колку интересно е пролет, лето, есен, зима. Никој не вика зима, пролет, есен, лето. Ако размислиме. Знаете, баш гледав на социјалните медиуми еден дечко збореше дека фактички порано годината почнувала од пролет, што е нормално, затоа што све расцветува. Така, почеток е. Сега, ние почнуваме со зима, ама гледате, некој император римски беше кој што го сменил тоа. Порано почнувало со пролета почнувала годината, зашто гледате октомври, окт на латински е 8, не е 10. Декември е 10, не е 12. Така да ние и така и викаме пролет, лето, есен, зима. Така викаме, не вика никој зима, дури не ние тупо ние кажем зима, пролет, лето, есен, зима, пролет, лето, есен. Никој не вика така, сите викаме пролет, есен, зима, затоа што пролет е почетокот на циклусот, зимата е крај на циклусот. Двонасечен комуникацијски циклус, значи има нешто, има почеток, има крај, и кога он ќе заврши, ти го почнуваш тој циклус, каде што имаш ти почеток и го завршуваш, он те дослушува, па после тоа он почнува циклус на комуникацијата. Ти враќаш така натаму. Тоа е двонасочен комуникацијски циклус. Зашто, например, имате кај некои брачни парови, тој што цело време компулзивно збори, другиот ќути, не може да дојде на ред. Ами и овој па компулзивно збори, зашто тој па ќути, има празнина, овој што е зборлестиот, тој не може да одржи празнина. Види празнина, и од тоа што тој толку многу компулзивно, обсесивно збори, па другиот ќути. Ами овој компулзивно, обсесивно збори, зашто другиот ќути. Овој да не ќути, овој помалку ќе збори. Ами овој помалку да збори, овој ќутливо поише ќе збори. Така да, многу е важно да имаме размена на идеи, односно да имаме тој запазен комуникацијски циклус, и каже уште една работа од дека малку понатаму, вели исто така едно од работите и објаснува за прво за важноста, па објаснува за комуникацијата и така натаму. И после тоа вели и дека ритуалите, односно самите обичаи треба да се почитуваат како соодветно однесување. Обичаите на луѓето. Нели ние со сите наши пријатели, кога имаме, например, не знам, пријатели муслимани, ние ќе им честитаме Бајрам, Рамазан, Бајрам, ќе им честитаме нивни празници, они ќе ни честитаат Божи. И се гледате, зашто? Затоа што ние ги имаме тие убави манири. И сте виделе порано, ја знам, кога сме живееле, например, ја живеев во Бутел, каде што имаше албанци и они ќе ни донесе, турци ќе ни донесеа баклава, ќе ни донесеа нешто, ние од слава ќе им однесевме на нив. Тоа се многу убави работи за да можеме да си ги одржиме убавите релации помеѓу нациите во нашава убава Македонија. Поради тоа што ние треба да им го одобруваме идентитетот нивни и они треба да ни го одобруваат нашиот идентитет. И гледате, секогаш се сведува на тоа. Дали си го одобруваме идентитетот? Дали имаме двонасочна комуникација, си кажеме и да си слушаме, и дали имаме желба да бидеме разбрани и да не разберат. И 3 е локалните ритуали и обичаи кои што ги има во некоја етничка заедница, дали ги почитуваме. Затоа што ти ако ги почитуваш убавите ритуали на некоја етничка заедница, они ќе те сакаат. Зашто? Поради тоа што ја имаш учтивоста на препознавањето на човек. Нема врска која религија или кој етнос е. Препознаваш човек, ама ти мора си човек за да препознеш човек. Ме разбирате, кога душата веќе не е у таа човечка норма, он препознава не човек и кај човек. Ама он не сваќа дека он прво станал не човек, за да види не човек кај другата личност. Така да, ја, например, знам колку убави релации сме имале, целата моја фамилија, и мојот татко и мојата мајка, ние имавме аптека во Чаир, колку луѓе све не доаѓаа кај него од сите националности, мајка ми имаше сите, и гледате, тоа сме го гледале и ја и сестра ми ги немаме, ги имаме убавите комуникации, немање на проблеми со било кој луѓе. Зошто? Прво затоа што ја ги имаш манирите, добрите манири. Мене ми текнува мајка ми кога бев помал, кога ќе влезевме во автобус, се враќаме од музичко, каде што она работеше, сега си не стани, сега седни, сега дое, Господи, сега станемо на чичко, сега. Ма тоа беше милина, затоа што не учеа на ритуали, не учеа на почитување на постари луѓе. Ме разбирате? Гледате, ја живеам, ајде да не именувам
маркети и така натаму. Има еден голем маркет каде што живеам јас и сега пред мојата зграда на 100 метра е маркетот. И ќе видам пред мојата зграда ќе се паркирам со автомобилот и пред мене количка од тој маркет. Свикаш, зошто не ја вратил назад? И сега ја морам да ја вратам назад, затоа што мене совеста ми вика не може да ја оставам ја таа количка таму, затоа што може некоја ќе падне количкава надоле по издумицата, ќе изгребе нечија кола, можеби ќе удри некој дете, можеби некои деца ќе се зиграат и така натаму ќе направат некоја белја. Гледате, тоа е почитување на маркетот од кој што ја земал количката. Зашто што прават луѓето? Ќе ја земат количката, ќе ја стават хранава што ја купиле и што и да купувале во нивниот гепек багажник во кола и наместо да ја вратат количката назад, ја оставаат количката на местото каде што е колата нивна. А тоа култура ли е? Гледате, нема обзир он дека и на маркетот, па тој човек што работи на тоа, он треба да се шета низ цела населба да собира колачки. Се некој ќе рече, па тоа му е работа. А не сваќа дека на него му е работа да ја врати количката назад, затоа што е учтивост и затоа што е убав гест. Наедноставно, не му го правите на другиот тоа што не ќете вам да ви биде направено. И на тој начин ќе видиме што е тоа што дава одобрување на суштествувањето и постоењето на другиот човек. Ќе продолжам да зборам на овие теми и понатаму. Сега за сега нека биде толку. Имајте убава среда. Се гледаме утре на предавање во Скопје, 4-5 имаме Битола Прилеп и ви благодарам што ми одобрувате битисување затоа што сте секојаш тука на овие лајвови и се надевам дека и вие сваќате колку вие мене ми значите и колку ве сакам и на тој начин што ви давам знаење и сум тука секој понеделник, среда и петок се обидувам да го подобрам вашето битисување и суштествување за да имате уште побав живот. Но благодарам дека сте тука за мене секој понеделник, среда и петок затоа што ми значи. Ви благодарам што го одобрувате моето постоење. Имајте убава среда.